сиромаштија, голем број на млади деца кои што питачат по улиците. Ова е во земјава една од поактуелните теми, меѓутоа за волја на вистината можеби малку подзаборавена. Токму по тој повод, денеска, јас и мојот колега Владко Чалски ќе се обидеме со нашата гостинка Катерина Конеска од Првата детска амбасада Меѓаши, повторно да ја актуализираме и да ги издвоиме оние најважни сегменти како да се справиме со оваа борба која што за волја на вистината па ја има и на глобално ниво. Катерина, најпрво добар ден од нас. Добар ден. Добар ден и од мене. Добар ден и до вас. Така, ајде да започнеме со генерално прашање, како што кажав и во најавата. Кои се информациите на Меѓаши во однос нели како стоиме со бројките на деца питачи, меѓутоа и нели детската сиромаштија, како и во земјава, па така и на светско ниво? Така. Како што кажавте во најавата, детската сиромаштија е глобален проблем, односно практично можеме и слободно да кажеме да и не постои држава во светот која што не се соочува помалку или повеќе со овој феномен, со тоа што кај државите кои што се неразвиени или државите во развој е многу повеќе изразена, што не значи дека и во развиените држави исто така нема случаи на деца кои што се во не само во релативна, туку дури и во апсолутна сиромаштија, што секако нели таму е многу помал процент или многу помалку изразен. Кога говориме за Република Македонија, статистичките податоци говорат дека околу 22,2% од населението, целокупното население во Република Македонија, значи, живее во сиромаштија и таа е поизразена кај семејствата каде што значи имаат повеќе деца, многудетните семејства или семејствата во кои што децата живеат со еден родител. Кога говориме за децата, пак статистиката говори дека близу 30, околу 30% од децата во Република Македонија се соочуваат со сиромаштија, а дополнително на оваа бројка, кога би ја ставили бројката која што се однесува на оние кои што се во ризик за сиромаштија, значи кои што имаат се припадници на таа група кои што се поризични да се соочат со сиромаштијата, ни е доволен показател дека сиромаштијата е навистина еден од феномените со кои што треба освен на националното и на меѓународно, односно на глобално ниво да се бориме и да преземаме соодветни мерки и активности против неа. Инаку ние како организација на SOS телефонот за деца и млади, би го споменала еве и бројот 0800 1 22 22, кој што е отворен секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот. Имаме регистрираме повици за можни прекршувања на детските права и нашите податоци во делот на сиромаштијата беа исклучително, но што сакам да го подречам дека 2013 година според нашиот извештај најголем дел од дојавите кои што ги имаме добиено на SOS телефонот за можни прекршувања на детските права се однесуваат на тоа што децата во Република Македонија не може да ги остварат своите права како резултат на сиромаштијата. Односно семејствата, родителите, нивните старатели не можат да им овозможат, па нели цела самата држава, општеството да ги остварат нивните права кои што им се гарантирани и ги поседуваат како резултат на сиромаштијата. Додека пак другите години, значи кога говорам за јавувањето на SOS телефонот, во дечките места е насилството, меѓуврасничкото насилство, домашното насилство, па и насилството на улица и така натаму. Господине Конеска, без да сакам да навредам нели некој самохран родител, меѓутоа споменавте неколку причини за детската сиромаштија. Во поглед на тоа колку социоекономскиот статус на родителот е една причинско-последична врска за да има вакви резултати, да има баш оваа бројка за мене е голема. Што ја спомнавте за така, бројката е значи достапна и на Државниот завод за статистика. Јас имам нели тука некои податоци, може нели да се погледнат. Причините за сиромаштија се разноврсни, меѓутоа една од причините е она трансгенерацијска или може да се каже наследна сиромаштија. Детската сиромаштија
добар процент на децата се сиромашни, значи оние деца кои што Растат во доаѓаат сиромашно. од сиромашни семејства. Па од тука нели и затоа сите мерки и активности кои што треба да се преземат не само на национално нели на глобално ниво, сепак ние сме нели дел од целите светски збиднувања и светски текови, треба да бидат во насока на тоа да се работи на и со родителите, односно да им се помогне на родителите преку вработување на еден од родителите, преку други социјални мерки, социјални трансфери кои што ќе им помогнат на родителите да се избават, односно да излезат од тој ланец на сиромаштија, така да застанат на свој нозе и од тука да има возможност и на подобро образование на своите, односно на децата, затоа што онаму каде што родителите не можат тоа да го направат, независно од кои причини, затоа се тука институциите, затоа е тука државата, општеството кое што треба да помогне во сите тие насоки. Катерина, ги споминавме институциите, па следствено на тоа се наметнува прашањето колку всушност нашите институции потфрлаат во оваа битка и еве конкретно можеби за оние најнемоќните некако се добива впечаток, тоа се децата питачи, што ги има многу на улиците. Така, нашата држава, нашето општество прави и презема мерки и активности за намалување на сиромаштијата, односно во таа борба со сиромаштијата се преземаат преку отворање на соодветни центри, домови и слично. Доволно ли е? Меѓутоа, нели секогаш може да биде подобро и поквалитетно истото да се прави, па од тука оној да кажам синхронизиран, заеднички, структурен настап во борбата против сиромаштијата е можеби еден од клучните елементи. Тоа подразбира вклучување на децата во образование, особено што ги споменавте, значи децата питачи како деца во социјален ризик, вклучување во редовно образование и квалитетно образование, кое што подразбира дека не треба да се работи само на едукација на децата, нели едукативен образовен аспект, туку треба да се работи на помош и поддршка во делот на правилен психофизички раст и развој. Понатаму, пристапот до квалитетна здравствена заштита, поставување на децата во центарот при донесување на сите одлуки, креирање политики, стратегии и слично. Сите овие елементи треба да бидат составен дел во мерките кои што ќе се преземаат, меѓутоа нели треба да бидат со позасилен ефект. Исто така треба не секаде, значи во сите и Македонија, например, како се погледна според одредени статистички податоци, не секаде сиромаштијата и во сите региони е на исто ниво, исто изразена. По тука нели треба и согласно потребите на населението во одредени региони, токму така и да се креираат политиките. И многу е битно при креирањето на овие политики секогаш да ги вклучуваме оние за кого што се и тие политики потребни, односно оние на кого што и се однесуваат. Затоа што некогаш носителите на одлуки при креирањето на овие политики можеби не доволно ги вклучуваат, затоа што луѓето кои што се наоѓаат во една состојба најдобро можат да кажат зошто се во таа состојба, меѓутоа и како може од истата полесно да излезат. Директни примери. Пред да продолжиме со разговорот, само да напоменам дека ги отвараме телефонските линии почитувани, доколку некој од вас сака да се јави, да сподели мислење на темава, а секако отворени сме и за прашања. Представничката на првата детска амбасада Меѓаши е тука, ќе ви одговори доколку имате некое прашање или некоја дилема за она што го говориме како во борбата против детската сиромаштија. Па и сугестии, да, сите оние кои што имаат програма и планови, зашто да не ги представат на телевизија. Точно. Господи Конеска, ајде да зборуваме за психичкиот дел кај луѓето генерално. Знам дека се зборува постојано, државата презема мерки, државата прави она, државата прави ова. Имаше една идеја дека децата ќе се собираат од улица во центрите, меѓутоа факт е дека
неколку години поред може да се видат едни исти деца на едни исти семафори, барем во главниот град, иако генерално така е во цела Македонија. Колку тој телефон кој што го споменавте, луѓето го употребуваат да пријават некое дете, да кажат на ова дете треба да му се помогне, или пак секојдневните обврски ги занемаруваат тие проблеми, бидејќи тоа дете што е на улица е проблем. Не е проблем за општеството, проблем е за себе. Колку луѓето овде се вклучуваат, колку тие пробуваат да помогнат. Или пак не е само доволно нели да го кренат телефонот и овде видов дете, дојдете, видете што може да се направи. Така, однесувањето значи на нас како пред се како граѓани, а потоа и како професионалци не поттикнува значи нашата човечка хумана одговорност, па дури и правна одговорност која што имаме кога ќе забележиме вакво детенце, истото веднаш да се јавиме значи во соодветните надлежни институции за да може да постапуваат. Односно било кој граѓанин значи кога ќе забележи детенце за кое што питачи или за кое што има сомнеш дека му е злоупотребен трудот или пак се експлоатира, истото може да го пријави во центрите за социјална работа, во полицијата, во најблиската полициска станица, може да го пријави на СОС телефонот за деца и млади, каде што ние ќе го евидентираме случајот и потоа ќе го проследиме до надлежните државни институции на понатамошно постапување. Во делот на тоа дали се јавуваат, да, имаме граѓани, значи совесно, така кои што се јавуваат, кои што се јавуваат на, јас можам да говорам нели за СОС телефонот затоа што функционира во рамките на детската амбасада Мегеше, се јавуваат кога сакаат да пријават таков случај, ние го евидентираме и го проследуваме како што кажав до надлежните институции кои што понатаму преземаат соодветни мерки и активности. Меѓутоа, како што говоревме и досега, проблемот е подлабок, што значи дека дел од овие деца кај дел од нив не се евидентирани, односно се уште недостасуваат дел од основните документи кои што понатаму треба да бидат извадени, затоа што непоседувањето на вакви документи е пак пречка во остварувањето на останатите основни права кои што не би требало воопшто, апсолутно така. Затоа се работи во таа насока преку евидентирање, потоа вклучувањето во образование, и тоа не само во основно образование. Ние како организација се залагаме за тоа дека децата треба да бидат вклучени уште во предучилишно образование, затоа што на тој начин стекнуваат одредени навики, се адаптираат. И да го надокнадат она што го испуштиле, може би. Може и така да го кажеме, за потоа да може и полесно да се интегрираат и во редовниот образовен систем, кој што, како што кажав, треба да биде покрај тоа што е бесплатен, говориме и за едно квалитетно образование, кое што на децата ќе им овозможи да стекнат соодветни знаења за да бидат соодветно конкурентни на пазарот на трудот кога ќе станат возрастни, за да може да најдат полесно вработување, затоа што ако не го постигнеме тоа, повторно говориме за оној ланец на сиромаштија кој што се повторува. А велат секогаш е подобро и поефективно да се работи во превентивата. Превентивата е и поефикасна, па поекономична и затоа е препорачливо секогаш да действуваме особено значи кај децата од најмала возраст, затоа што децата од најмала, колку се децата помали на возраст и колку се повеќе изложени на сиромаштија, толку последиците се поголеми. И во тој социоекономски аспект, меѓутоа и во правилниот психофизички раст и развој. Значи се појавува изгладнетост, неухранетост, изложеност на болести, па дури некогаш и прерана смрт доколку не се преземат сите овие мерки. Ама и нормално е да се каже дека психофизичкиот развој, ако се нема еднаква прилика, секако дека не е како кај останатите, нели? Затоа Така, затоа и треба значи да се работи, особено припадниците на децата припадници на ризичните групи, да треба да добијат дополнителна поддршка за да може сето тоа да го Да, во однос на тоа исто така важно е прашањето Ева, како гледате вие на тоа колку всушност во земјава се потребни дневни центри нели за деца од улица како тоа што е на пример во
шуто ризари. Да се распространи можеби на ниво на држава, бидејќи генералниот проблем не е само во Скопје. Ова е фактичка состојба која што разговаравме и на државно ниво, бидејќи секако менува оној психолошки момент што го споминавме, ја менува сликата кога тимот стручни лица како што се нели психолози, социолози работат всушност со овие деца од ризични категории, нивна помош, обезбедување на храна и соодветни услови. Така, работата со овие деца, овие центри или други форми на помош и поддршка треба да бидат еден вид на подготвителна институција, да кажам, значи нешто што ќе им помогне на децата за полесно да влезат во редовниот образовен систем, затоа што сепак решението е децата да се интегрираат во редовните тековни општествени. Да, тука и неписменоста се наметнува како еден од највлијателните фактори. Отсуството од редовно образование нормално дека продуцира неписменост, по тука значи затоа неколку пати го нагласуваме и говориме за вклученоста на децата, па дури на предучилишна возраст во градинките каде што ќе стекнат одредени хигиенски навики и таму, значи, и во градинките се работи со децата на одредена едукација, што пак е добра основа ќе биде добра основа за квалитетно посетување на основното, а понатаму и средното образование, кои што знаеме дека се задолжителни и бесплатни во Република Македонија. Какви се вашите информации во однос на има ли случаи во земјава на деца питачи што ги споминавме како една од најранливите и најзагрозените категории да се излечат од улиците? Оние позитивни примери. Успешни примери, успешни приказни има секаде, па има и тука во тие ситуации. Ние, значи, исто во детската амбасада Мегеш има дневен центар во кој што имаме деца кои што доаѓаат еднаш неделно, значи толку засега можностите толку ни дозволуваат да можеме да организираме еднаш неделно да доаѓаат, меѓутоа и од овие деца што доаѓале во дневниот центар имаме евидентирано успешни примери кои што се запишани во училиште, го посетуваат училиштето, па дури има некои што го завршиле истото, па со одредена помош и поддршка може и полесно да се најде понатаму и вработување, така што има успешни приказни и верувајте со еден конзистентен мултисекторски пристап во действување и во борбата против сиромаштијата може да има навистина големи резултати, позитивни примери. Телефонските линии се отворени, често се наоѓаат реакции на Facebook, поготово кога се споделуваат некакви приказни баш на оваа тема, така што искористете го вашето право на глас. Ние како телевизија сме овде доколку имате некоја добра стратегија и програма, тоа да ви помогнеме барем во јавноста да допре до што повеќе луѓе и секако до институциите, да не заврши само на неколку зборови на социјалните мрежи. Кога сме кај институциите, господја Конеска, колку оваа влада, односно Министерството за труд и социјална политика, Мила Царовска, министерката, сама има речено дека приоритет е на оваа влада да се избори со детската сиромаштија. Во тој поглед, колку вие им сугерирате стратегија, колку тие ги прифаќаат вашите сугестии, каква соработка имате со Министерството? Така, детската амбасада Мегеш преку своји представници учества во работни групи или во одредени координативни тела на ниво и на Министерството за труд и социјална политика и во Министерството за образование и наука, каде што дава свои предлози, мислења и не само нели во делот на сиромаштијата, туку и генерално во областа на сите детски права. Членови сме на Националното координативно тело за борба против злоупотребени и занемарени деца во
работно тело за изготвување, за измени и дополнување на закон за средно образование, таму во делот на на здружување и организирање на средношколците, заедно со уште две други организации, Коалицијата Сега и Младинскиот образовен форум, така што учествуваме со одредени мерки, со одредени наши предлози, а исто така како организација и многу често даваме предлози јавно, заедно со подршка со вас, медиумите и новинарите, затоа што вам ве гледаме како наши партнери и соработници во нашата работа, во остварувањето на нашата мисија за креирање на подобар и поправеден свет за децата, и драго ни вака е што не каните во емисии каде што можеме да ги споделиме нашите ставови и мислења за одредени прашања, па дури и со вас имавме со новинарите и предлог кодекс се изготви, нацрт верзија за како новинарите да известуваат за случаи каде што деца се жртви на насилство или пак се сторители на насилство, во делот на почитување на правата на децата, да се избегне она можеби дополнителна стигматизација, затоа што многу е нели битно и како одредени информации се пренесуваат. Да, ние сме тука за тоа, меѓутоа затоа прашав за тоа и дали институцијата има слух, тоа ми беше пред се прашањето, барем за идеите и стратегиите кои што ете неколку делот, делот оние предлози што ги даваме се прифаќани, за некој дел значи останува и понатаму да работиме и да даваме предлози, така што значи ние сме во комуникација. Па од тука нели некогаш има и прашања кои што се прифатени, за некој треба дополнително да се разработат одредени мерки и активности. Да, и полека се ближиме кон крајот, меѓутоа освен што ги споминавме надлежните државните институции, во текот на разговорот вие споминавте и ваши активности, нели она што се превзема како прва детска амбасада. Меѓаш го споминавте и дневниот центар, нели она што е важно како предподготвителна фаза за децата од најзагрозените, односно најранливите категории. Дали можеби планирате некој поголем проект во овој однос, да не е еднаш дневно, да се шири, да речеме, секој ден во неделата да имаат пристап што поголема инклузија, бидејќи она што го спомена и Чаловски, тоа како е важна соработката на вашата институција, меѓутоа секако и надлежните. Секако, затоа чисто нагласив дека кога се пријавуваат одредени случаи кај нас, ние истите ги проследуваме и ги информираме надлежните институции, тоа што сепак нели во описот на нивните работни задачи е постапување во тоа поле, во таа сфера, а во делот на плановите кои што како организација ги имаме одредени размислувања за истото, како да прошириме, и не значи само и во делот на дневниот центар, туку работиме и на други активности кои што се поврзани со не само со намалување на детската сиромаштија, туку и со почитувањето генерално на сите права на децата, затоа што доколку би се почитували, се остваруваат сите права на децата во полн обем и во полн капацитет, тогаш нели не би ни говореле за детска сиромаштија. Јас тука би споменала уште неколку другите активности кои што ги работиме покрај СОС телефонот кој што е отворен 0801 22 22. Имаме програма за мировно образование, каде што се работи со средните училишта во насока на воведување на мировното образование во наставните единици, кое што опфаќа многу повеќе од отсуство на некој конфликт, туку мирот и почитувањето на различностите, опфаќа и обезбедување на благосостојба, почитување благосостојба, возможување на благосостојба кај сите, па или првенствено кај децата. Имаме работиме на обуки за детски права, работилници за детски права за децата, но и за возрастните, и за професионалците кои што работат директно со децата. Спроведуваме една програма за резилиентен пристап за работа со деца кои што преживеале или претрпеле
травма, а и сиромаштијата често пати предизвикува трауми кај децата, или можеме да кажеме дека е еден вид на траума. Имаме една проект што го спроведуваме за трговија со деца и родово базирано насилство, затоа што овие деца се влегуваат во ризичната категорија на деца кои што лесно може потенцијално да станат жртви на трговија. Организирани групи на шверство. Така што работиме значи на различни активности, со тоа што сепак целта и она на која што се насочуваме треба да биде превенцијата, меѓутоа секако и действување во онаму каде што е занемарено, односно каде што превенцијата можеби не делувала доволно успешно, да се работи понатаму со луѓето кои што, односно децата кои што се во таква ситуација. Меѓутоа би напоменала дека секогаш при спроведувањето и на активностите и креирањето на овие програми треба да одиме, како се вели, од долу нагоре, односно да ги вклучуваме и луѓето кои што се најдиректно загрозени. Бидејќи гледам дека имаме време барем за уште едно прашање, за крај би ве прашал господја Конеска, особено на медиумите се појавуваат приказни кои што за воја на вистината и нема докази во нив, а тоа е најчесто приказни поврзани со децата кои што постојано се во прегратките на питачите и кои што спијат. Некои луѓе велат дека се злоупотребени, дека тие се издрогирани деца. Повторно ќе кажам, тоа се писанија кои што не понудиле докази. Меѓутоа факт е дека и досега не сме слушнале приказна каде што инспекција доловила зошто тие деца се во ајде да речам коматозна состојба на некој начин. Прави ли некој воопшто во државава инспекција зошто тие деца се на улица, зошто им е дозволено да бидат на улица, зошто тие деца се постојано како да спијат? Прави ли некој воопшто инспекција во држава? Така, тоа што се случува со тие деца? Јас не сум слушнал досега барем и позитивна приказна да каже некој дека се злоупотребени или дека не се злоупотребени тие деца. Згрижени или не? Така, дел од тие деца се згрижени, како што споменавме, има ситуации, барем например случаи кои што се кај нас здравени, па ние сме ги проследиле до надлежните институции, затоа што сепак е нели тоа во нивната. Добро, кај нив се и финансиите, и мокти надлежноста. Така, надлежностите. Меѓутоа, она што јас сакам да го потенцираме дека на некој начин сите ние имаме одредена наша граѓанска одговорност, кога ќе видиме истото треба да го пријавиме до институциите за да понатаму соодветно се постапува, а инаку детското питачење, децата на улица, сето тоа представува експлоатација на децата, злоупотреба на децата и детскиот труд, кој што тоа е една од формите, ги има многу повеќе, затоа што децата питачи се една од најзагрозената категорија на деца кои што многу лесно може понатаму да влезат во ланецот на трговија со деца, детски органи, детска проституција и порнографија и така натаму. Па затоа треба како општество заедно да направиме, да го стопреме тоа да не ескалира, затоа што и како држава имаме потпишано многу конвенции, меѓународни документи, ратификувано покрај Конвенцијата за правата на детето како носечки меѓународен документ и Конвенција на Меѓународната организација на трудот за заштита на злоупотреба на детскиот труд, каде што злоупотреба на детскиот труд се толкува поекстензивно, не е само ако се злоупотребува трудот на децата за извршување на одредени несоодветни работи кои што се не координираат со нивната возраст, психофизичкиот раст и развој, туку и сите овие за кои што досега ги говоревме, односно вклучувањето на децата во производство, трговија, препродавање на дрога, вклучување во детска проституција, порнографија и така натаму. Сето тоа е експлоатација на децата, експлоатација на нивниот труд, што е обврска на сите надлежни фактори во државата да го сузбијат. И социјалните служби посериозно да се ја сватат работата и да излезат на терен да видат што е со тие деца.
Во ред. Господја Конецка, ви благодариме што одвоивте време, што бевте гостинка во Студио 1. Ќе ги третираме понатаму овие теми. За жал не слушнавме стратегија од гледачите. Меѓутоа верувам дека барем понатаму ќе има некој кој што ќе се јави и ќе каже што е, не само да има една обична реакција, туку да има една идеја, програма како би можело да се реши ова во момент кога барем институцијата можеби и затајува. Така, благодарам за поканата. Ние како организација сме секогаш отворени за соработка со вас медиумите и ви благодариме што ја следите нашата работа. Да, Јана, ние овде ќе се одјавиме и се враќаме некаде околу 17 часот со нова тема. Нека секој ден од новата 2019 година ви донесе многу радост, многу здравје и успех за вас и вашите најблиски. Ви посакувам многу побогата, поспокојна и пред се поправедна нова година. Кој ќе носи одговорност за пропаѓање на договорот со Грција? Далика сами блефира или е нечија експозитура во Македонија? Гледате Студио 1 вечерва во 19 часот и 15 минути. Во ексклузив ќе гледате. Ви откриваме кои од познатите се во роднински врски, а вие не сте знаеле. Ексцентричниот дизајнер Златко Јовановски во соработка со светски познатиот рапер Тајга. Свекурот на Северина, популарниот пејач Кеба, гостин во студио. Гледајте ексклузив денеска во 18:15 часот на 1 ТВ. Спектакуларното Рели Дакар секојдневно на нашата програма. Возбудувањата од Перу, битката за шампионската титула во сите категории, за предизвиците, проблемите и за желбите на возачите. Следете Дакар 2019 секој ден по вечерните вести на 1 ТВ. Драги наши гледачи, минавме низ мачна година со мачни теми од кои ни се смачи и на вас и на нас. Ви посакувам во 2019 да се гледаме за убави теми, да разговараме за социјална правдина, подобро здравство, подобро образование, за подобра иднина на нашите деца. Среќна нова година! Како се создаваа успешни бизниси преку лажни идентитети? Ние ги откриваме имињата на оние кои стојат зад криминалот и корупцијата. Субвенции, јавни набавки, тендери, како и кому се делеа. Македонија не е во приватност на индивидуи. Откриваме се што се случува зад ваш грб. Нема заштита за локалните шерифи кои станаа бизнисмени. Бараме одговорност од најмокните за најмалку заштитените. Одговорите во Македонски инсайдер. Стартуваме од 15 јануари 2019 година. Бидете со 1 ТВ. Секој успех заслужува внимание, а секој пораз критика. Дебати, анализи, интервјуа. Сите најважни спортски случувања како од домашната, така и од меѓународната спортска сцена. Што остави длабок печат, а што допрва не очекува. За најверната публика и недобрите типувачи следуваат награди. Спорт 1, вашиот број 1 спортски информатор само на 1 ТВ. Секој петок 21 часот. Во потрага по правда, оваа жена ќе влезе во борба со ѓаволот, за да го пронајде вистинскиот убиец, што одзеде десетици животи. Неговиот таргет се професионални и успешни жени, а една таква ќе тргне по него. Како што се стеснува обрачот околу него, ловот по убиецот станува се поочајнички, а тој уште поопасен од претходно.
Наскоро на 1 ТВ. Серија што ќе го освои вашето внимание. Британски психолошки трилер, во кој играта на нерви и возбуда никогаш не била подраматична. Наскоро. Падот. Кој ќе носи одговорност за пропаѓање на договорот со Грција? Далика сами блефира или е нечија експозитура во Македонија? Гледате Студио 1 вечерва во 19 часот и 15 минути. Во ексклузив ќе гледате. Ви откриваме кои од познатите се во роднински врски, а вие не сте знаеле. Ексцентричниот дизајнер Златко Јовановски во соработка со светски познатиот рапер Тајга. Свекурот на